Добар ден, ученици, и добре дојдовте во видеолекцијата по ликовно образование. Јас сум Сонја Трифуновска, оделенски наставник во Општинското основно училиште Гоце Делчево Тетово. За овој час ќе ви бидат потребни следните материјали: парче картон, чинија, молив, ножици, алуминиумска фолија, темперни бои, палета, четка, чаша со вода, лист хартија за нанесување различни нијанси, стапчиња со памук и лист од блок. Сега ќе направите пауза на ова видео за да ги подготвите материјалите, а потоа ќе се вратите во оваа видеолекција. Продолжуваме понатаму. Денес ќе печатиме. Ќе учиме за секундарна боја виолетова, а мотивот ќе ни биде цвет. И ќе работиме со ликовната техника монотипија. Кои цели ќе ги постигнеме на овој час? Ќе ги разликуваме основните од секундарните бои. Ќе ги применуваме основните бои за да добиеме секундарна боја. Ќе научиме каква графичка техника е монотипија. И ќе се запознаеме со постапките за добивање на отпечаток со монотипија и практично ќе ги применуваме. Па да започнеме. Какви предмети можеме да видиме околу нас? Околу нас има многу предмети, јас издвоив неколку, како што се столче, книги, чаша, молив, телевизор, масичка. По што се разликуваат тие? Предметите се разликуваат по својата боја, по формата и по големината. Човекот насекаде околу себе се среќава со многу бои. Тие се жолта, сина, црвена, виолетова, портокалова, кафеава, но белата и црната не се бои. Белата е светлина, а црната е темнина. Што е потребно за да ги видиме боите на предметите? Дали боите на предметите можеме да ги видиме кога е темно? Се разбира дека не. За да ги видиме боите на предметите, потребна ни е светлина. Кои се основни, а кои секундарни бои? Тука имаме представено круг со бои. Во средишниот дел на кругот се наоѓаат основните бои, а тоа се жолтата, сината и црвената боја. Основните бои не можеме да ги добиеме, нив ги има само во природата. И да повториме уште еднаш, тие се жолта, сина и црвена боја. Освен основни бои, има и секундарни бои. Секундарните бои се добиваат со мешање на основните бои. Тука се представени секундарните бои. Ова е првата секундарна боја, втората и третата. Од самиот круг со бои се гледа дека зелената секундарна боја се добива со мешање на жолтата и сината боја. Виолетовата боја се добива со мешање на сината и црвената боја, а пак портокаловата боја се добива со мешање на жолтата и црвената боја. Еве и од оваа илустрација со преклопување на круговите се гледа дека со преклопување на жолтиот и црвениот круг се добива портокалова боја. Со преклопување на црвениот и на синиот круг се добива виолетова боја. Со преклопување на синиот и жолтиот круг се добива зелена боја. Да повториме уште еднаш. Кои се секундарни бои? Секундарни бои се зелена, портокалова и виолетова. Со мешање на кои бои се добива зелената боја? Зелената боја се добива со мешање на основните бои сина и жолта. Со кои основни бои се добива портокаловата боја? Портокаловата боја се добива со мешање на основните бои црвена и жолта. Со кои основни бои се добива виолетова боја?
Виолетова боја се добива со мешање на основните бои сина и црвена. Денес ќе се задржиме на секундарната боја виолетова. Да видиме практично како ќе добиеме виолетова боја. Најпрво во 2 чаши ставив вода, а потоа во едната чаша ќе ставиме сина темперна боја и бојата треба добро да ја измешаме. Потоа ќе земеме црвена темперна боја и ја ставаме во втората чаша. Исто така треба добро да ја измешаме бојата. И сега ќе прелеваме од чашата со сина боја во чашата со црвена и гледаме како постепено се добиваат различни нијанси на виолетова боја. Тука имаме една палета со бои и од неа можеме да видиме дека има различни нијанси на виолетова боја, така да од левата страна на палетата имаме нијанси во кои што превладува повеќе црвената боја и ќе кажеме дека тоа е црвено-виолетови нијанси се тие, а додека од десната страна на палетата повеќе има додадено сина боја и тоа се сино-виолетови нијанси. Каде се среќава виолетовата боја околу нас? Има многу предмети кои што се со виолетова боја, предмети од нашата околина, но исто така и во природата се среќава виолетовата боја. Така тука е прикажан виолетов чадор, виолетова вазна, цвеќиња со виолетова боја, виолетови балони, дрвја кои што имаат виолетови цветови, па и виолетово чебенце. Сега ќе играме една игра која се вика на пазар. Сега ќе им помогнеме на Мила и на Марко да купат зеленчук и овошје. Нивна задача е да купат зеленчук и овошје во виолетова боја, но вие гледате дека на овие илустрации не е обоено ниту овошјето, ниту пак зеленчукот. Затоа ние ќе им помогнеме што треба тие да купат и да стават во нивната кошница со виолетова боја. Ќе започнеме од гајбата со јаболка. Дали јаболката има виолетова боја? Не. Јаболката може да се сретне во жолта боја, во црвена, зелена. Дали грозјето има виолетова боја? Да, грозјето има некоја сино-виолетова нијанса, ќе кажеме дека има виолетова боја и затоа ќе го ставиме грозјето во кошницата на Мила и Марко. Кое овошје е ова, дали го препознавате? Тоа се смокви. Дали смоквите имаат виолетова боја? Да, смоквите имаат виолетова боја и затоа ќе ги ставиме и нив во кошницата. Дали бананата има виолетова боја? Не, бананата има жолта боја. Кој вид на зеленчук е ова? Ова е цвекло. Дали цвеклото има виолетова боја? Да, цвеклото има виолетова боја и затоа и него ќе го ставиме во кошницата на Мила и Марко. Одиме со следниот ред. Кој вид на зеленчук е ова? Тоа е модар патличен. Каква боја има? Мудриот патличан има виолетова боја и затоа и него ќе го ставиме во кошницата. Дали јагодите имаат виолетова боја? Не, јагодите се црвени. Кој вид на зеленчук е ова? Тоа е морков. Со каква боја е морковот? Морковот има портокалова боја. А кој вид на овошје е ова? Тоа се сливи. Дали сливите имаат виолетова боја? Да, сливите имаат виолетова боја и затоа ќе ги ставиме и нив во кошницата. Кој вид на зеленчук е ова? Тоа е грашок. Грашокот има зелена боја и затоа не го ставаме во кошницата. Така ние им помогнавме на Мила и на Марко
да го купат зеленчукот и овошјето кое што е со виолетова боја. Сега ќе се задржиме на ликовната техника монотипија затоа што овој час ќе работиме со неа. Што е монотипија? Монотипија е ликовна техника кај која творбите се добиваат по пат на печатење во еден примерок само. Кога правиме ликовна творба со монотипија, најпрво нанесуваме боја на подлогата, која најчесто е стаклена, метална или пак пластична плоча, но може да се користат и други материјали. Бојата што се нанесува може да биде маслена, печатарска или пак темперна. Откако ќе ја подготвиме подлогата, која ни служи како матрица, го поставуваме листот на неа и го притискаме за да се добие отпечаток. Ова се примери на ликовни творби изработени со ликовната техника монотипија. На првата илустрација се гледа како се нанесува бојата на подлогата. На втората илустрација имаме како се добива отпечаток со монотипија, додека останатите примери се отпечатоци или ликовни творби добиени со монотипија. Сега сигурно вие го подготвивте материјалот за работа и сега ќе преминеме кон практична работа, односно ќе изработуваме монотипија. Да започнеме. Да повториме, потребно ни е картон, молив, ножици, пластична чинија, алуминиумска фолија, чаша, четка, палета, стапчиња со памук, темперни бои и лист. Најпрво ја земаме чинијата, може да биде пластична, може и од друг материјал, за да го исцртаме кругот. Внимателно со моливчето го исцртуваме. И потоа треба да го исечеме по линијата. Така, на тој начин ќе се добие правилен круг. Откако тоа го направивме, сега ќе го обложиме кругот од картон со алуминиумска фолија. Внимателни ќе бидете за да не ја скинете фолијата и еве како изгледа подлогата. Ова ни служи како матрица. Потоа ќе земеме црвена и сина темперна боја за да добиеме виолетова нијанса. Ги мешаме добро боите. Четката треба да биде за темперни бои, широка, може број 10 или 12. На листот хартија ја проверуваме нијансата, дали ни се допаѓа. Доколку не, додаваме црвена или сина боја, во зависност од тоа каква нијанса ќе добиеме. И ја нанесуваме бојата на подлогата. Сега јас се одлучив на различни делови од кругот да нанесам една нијанса на виолетова, а додека да оставам еден дел за друга нијанса. Во следната нијанса додадов црвена боја, за да добием црвено-виолетова нијанса и го пополнив тој дел на фолијата. Можете дури да направите различни комбинации со повеќе различни нијанси на виолетова. Сега го земаме стапчето со памук и со помош на исцртување со стапчето ќе го добиеме мотивот цветние. Така ги исцртуваме линиите за да добиеме цвет како што сакаме. Не треба, по неколку пати да се поминува на исто место, туку еднаш да се добие чиста линија. Можете да изработувате најразлични цветови, можете да добиете лале или пак нарцис, ружа, може да дури да го исцртате и стебленцето и листовите, се во зависност од вашата идеја. Многу е важно да не се чека да се исуши бојата, туку веднаш да се премине кон отпечатување на листот од блок, затоа што бојата не сме да се исуши. И таа не сме да биде ни многу густа, ни многу пак ретка. Го земаме листот од блок, ете готова е подлогата,
и листот од блок го притискаме од озгора над подлогата. Треба да притискаме и убаво од озгора со рацете, за да се пренесе бојата на листот, да се добие убав отпечаток. И да повторам уште еднаш дека со монотипија се добива само еден отпечаток. Сега треба внимателно да го извадиме листот од горниот дел со влечење. Ете така. Еве, готова е нашата ликовна творба со монотипија. Вака изгледа. Се надевам дека и вашите творби, вашите цветови испадна многу убаво. А сега да повториме што научивме на овој час. На овој час научивме да ги разликуваме основните и секундарните бои. Научивме да ги применуваме основните бои, за да добиеме секундарна боја виолетова. Се запознавме со графичката техника монотипија и научивме да изработуваме ликовна творба со монотипија. Се надевам дека уживавте во овој час и дека вашите ликовни творби испаднаа многу убави и може да се украсите дел од вашиот дом со творбата, вашето детско катче во домот, но можете исто така и да истражувате, да ги разликувате нијансите на виолетова боја на предметите околу вас, но каде се среќава и виолетова боја во природата. Да уживаме во виолетовата боја во природата. До гледање, ученици!